Алфа, една од 5 национални телевизии, повеќе од еден час мораше да се убедува и моли со владините служби да биде пуштена да ја снима официјалната прослава на владата на Мечкин камен по повод Илинден. Не пуштале бидејќи не сме биле на списокот акредитирани медиуми. На крајот нашите убедувања дека на медиум, особено национална телевизија, не смее да биде забрането да снима, сепак вродија со плод, не пуштија откако сите делегации положија свежо цвеќе. Не го знам човекот, не го познавам. Ирена од 10 таму кажете. А како мина официјалниот дел на прославата, голем број автобуси го наполнија Крушево. Автобуси за кои на социјалните мрежи беше објавено дека се организирани од владеачката СДСМ, што сепак не беше доволно Ковачевски да не биде пречекан со свирежи покрај аплаузите, најверојатно од своето партиско членство. Ковачевски неколку пати споменувајќи дека илинденците се бореле за она што денеска била република според неговите зборови Северна Македонија, кажа дека тие воделе битка со оружје, додека сега на други начини се водела битката за Европска Македонија. Денес гордо стоиме рамо до рамо со нашите пријатели, сојузници и партнери во НАТО и во Европската Унија. Делиме исти вредности, а ќе делиме и европска иднина, со безусловно почитување на достоинството и посебноста на македонскиот народ и неговите јазични, идентитетски, историски и културни особености и европска иднина во која што има место за сите. Оние кои му аплодира на Ковачевски и владината делегација со свирежија пречекаа делегацијата на опозицијската ВМРО ДПМН, предводен од вториот човек на партијата Александар Николовски. Тој посочи дека власти покрај големиот број автобуси за кои допатувала во Крушево не успеала да го наполни Мечкин камен, но и потенцираше дека она што го прави власта во моментов е спротивно на се за што се бореле илинденците. Илинденска и Јасновска Македонија се руши. Се рушат идеалите на сите оние кои што ги дадоа своите животи за независна и обедината Македонија. Се рушат идеалите на генерации кои што сонуваа за македонска држава, со македонски јазик како официјален јазик на истата, со македонска култура, со македонска традиција и историја, со македонски корени кои што допираат векови и векови наназад. За жал гледаме дека една влада предводена од СДСМ и од ДУИ ги руши овие темели. Инаку представниците на опозицијата само положија свежо цвеќе, не остана на прославата на власта, велејќи дека нема да присуствуваат на настан кој владата за партиски цели си го приватизирала.